Почитувани, пресод на владата за странски инвестиции беше еден класичен обид за манипулација на јавноста и неизино дефокусирање од деструктивните економски политики на неспособната влада на СДС. Новата влада во паника од економскиот колапс денес излезе со апсолутно неточни информации во делот на странските инвестиции. Веселата математика, според Рашковски, е применета при овие пресметки. Почитувани, СДС нема концепт за странски инвестиции и апсолутно никакво познавање на проблематиката, ниту регулативата што се занимава со странски инвестиции. На денешниот прес СДС сами се демантираа. Вкупната помош на сите странски компании во Македонија изнесува 25 милиона евра за над 20 компании за 10 години во зоните и исто толку вработување за надвор од зоните. 25 милиони евра за креирање на 25.000 работни места, плюс огромна бројка на индиректни вработувања. СДС и владата не се способни да пресметаат државна помош, па во веселата математика се ставени и платите на генералниот секретаријат, ставени се средства за градба на индустријските зони, технолошките зони и да биде апсурдот поголем, најголема ставка е ДДВ, кој според закон е повратен. СДС пресметува ДДВ по формулата на Тевдовски. Ако пресметаме бенефитот според формулата на СДС, тогаш една компанија во Македонија, лоцирана во Тирс, ќе има 30% офат од целокупната економија. Бракањето на странските инвеститори само ќе им користи на тајкуните на СДС. Бракањето на странските инвеститори ќе ја намали просечната плата. Ова погубна политика на СДС мора да престане. Доколку ова лудило продолжи, Македонија ја чека колапс, полош и од криминалната приватизација. Почитувани, сакам јавно да го прашам вице-премиерот за економски прашања. Колку средства добива годишно за производство на електрична енергија? Јавноста треба да знае колку средства добиваат компаниите на Кочо Ангјушев. Владата, која за партиски вработување за само 100 дена потроши 340 милиони евра, без притоа да привлече ниту една странска инвестиција и ниту еден капитален проект, нема право да говори за економските политики на претходната влада на ВМРО ДПМН. На СДС му пречи фактот што владата предводена од Никола Груевски преку привлекување на странски инвестиции успеа да креира над 20.000 нови вработувања и во услови на криза на македонската економија и раст на БДП. На СДС му пречи фактот што тие ќе останат запаметени како гробари на македонската економија и партија која едноставно во парламентот без опозиција ги изгласа законот за приватизација. Партија која преку криминална приватизација остави 200.000 луѓе на улица и ја врати македонската економија 50 години назад. Нивното расипништво уште еднес се покажа на дело преку нивната неспособност на веќе започнати или завршени преговори за преку 60 инострански компании да успеат да ги убедат да инвестираат во Македонија. Ова Македонија чинеше загуба на преку 25.000 работни места. Преку 25.000 млади луѓе кои би добиле свое работно место и би успеале да се осамосталат. Тие преку лоши кадровски политики, креирање негативна кампања насочена кон странските инвеститори, повлекување на економските промотори и одлука да се објават договорите за субвенции со компаниите во слободните зони, успеа да ги истерат потенцијалните инвеститори од Македонија. Нивното најголемо предизборно ветување беше токму просечната плата од 500 евра. За само 3 месеци тој успеа со своите лоши економски политики да ја намалат просечната плата за 1%. Единствен начин за просечна плата реално да се зголеми, како што се зголеми во времето на ВМРО од 12.000 денари од 2006 на 22.000 во 2016 година е преку нови работни места. Како што е намалувањето на вработеноста од катастрофалните 37% во 2005 во времето на СДС на 22% до крајот на последниот мандат на ВМРО ДПМН пропорционално растеше и просечната плата. Тоа е основен економски принцип
како се намалува понудата на некое средство. Како што е овој случај работната сила, така расте цената која купувачот, односно работодавачот, треба да ја плати. Оваа влада нема познавање на основните економски принципи и забрзано ја движи македонската економија кон рецесија и еден огромен амбис. Граѓаните секојдневно гледаат како СДС со катастрофалните економски политики ја уништува македонската економија. Токму поради тоа, на 15 октомври ќе ја казнат оваа неспособна влада. Благодарам.